Прво сакам да ги поздравам сите присутни. Ми представува особена чест и задоволство што оваа изложба се случува во Велес, во градот на Рацин. Јас, бидејќи за Рацин е многу кажам, јас ќе зборувам за Рацин како јас го гледам, од аспектот на мојата работа, од оно што го направив, инспириран од неговите ракописи. Фондот Рацин започна да го работам со само неколку испишани букви, односно насловот на неговата песна Денови. Можете на тој панел да ја видите, тоа е репродукција од неговиот оригинален ракопис. Прво ги напишав тие неколку букви, а процесот на создавање на фонд, особено ваков фонд, кога се работи фонд инспириран од ракопис на некој човек, започнува така, јас ја објаснувам мојот пристап работа, започнува така што врз оригиналните ракописи ги пишувате истите букви, за да можете да го почувствувате начинот како човекот создавал, како човекот ги пишувал буквите, како авторот, во случајот Рацин, се чувствувал во тој момент. Како што спомна Ангел, јас дојдов до сознание, истражувајќи ги неговите ракописи, на кои се навраќа повторно и повторно. Започнав со Денови, со песната Денови, па ја оставив, па после известно време повторно се вратив. Целиот тој процес траеше околу 2 години на создавање на фондот, за да го добиеме овој крајен резултат. Буквите на Рацин се различни, дојдов до таа констатација истражувајќи, се различни зависно од состојбата на неговата душа, состојбата на неговата психа кога тој ги пишува. Затоа имаме многу очигледни примери кои можеби на прв поглед нема да ги приметите, меѓутоа можете да ги видите кога ќе анализирате нешто. Например, на овој панел е представен детал од поштенската картичка, односно разгlednicата, која Рацин ја напишал на неговата сакана Рахилка и со која известува дека ќе го земе нејзиното име како свое. Буквите во овие неколку реченици се сосема различни од сите други ракописи кои имам прилика да ги анализирам на Рацин. Значи, невиновно се наметнува сознанието дека Рацин неговите емоции ги пренесувал со начинот како ги пишувал. Импонира тоа што со 12 песни на Бели Нуни. Рацин ја илустрирал целата ситуација, целата состојба во тогашната држава, тогашните настани, воени настани, предвоени настани кои се случувале. Никој не може да остане равнодушен на криковите со кои завршува песната Татомче. Барем не познавам таков човек. Никој не може да остане равнодушен на стиховите кои Рацин ги посветил на Ленка. Никој, барем не сум сретнал таков човек. Ленка е символ на маката, на тагата, на љубовта. Толку многу емоции има во тие 12 песни, што се што можело човечко перо, се што можел поет да каже, го кажал таму и еве останало и останува и ќе остане во иднината. Чест ми беше да го оживеам неговиот ракопис. Пристапот на работата беше, ова не е идеална репродукција на буквите на Рацин. Затоа што се тие толку различни, да јас морав да направам некоја сублимација или избор, кои букви се најадекватни, за да го продолжиме она што Рацин го пишувал во сегашни услови, односно во дигиталната технологија. Фонтот го представува точно тоа. Јас сум задоволен со резултатот, а тоа е веќе овие 2 години го покажаа. Фонтот може да комуницира со тој фонт може да пишувате на повеќе од 80 јазици и тој функционира безпрекорно на сите тие јазици. Чест ми е да се обобштам тука и да се заблагодарам на општината Велес, што го препозна потенцијалот на овој проект на фондот Рацин и што еве заедно денес се дружиме тука и го презентираме тој фонд, како изгледа неговата примена, дел од процесот на неговата работа и како изгледа доколку тој фонд се примени на други јазици, односно со латинично писмо.
функционира фонтот подеднакво добро, дали пишувате на латиница и кирилица, меѓутоа најзначајно е тоа што ги содржи автентичните македонски букви, кои во последно време сведоци сме на од сите страни негирање, на употребување на некои несоодветни фонтови кои на некој начин придонесуваат за тоа да нашата кирилица го губи она нешто кое го заслужува во моментот во нашата држава и во нашето општество и во нашето живење. Исто така, чест ми е да тука обелоденам прв пат дека работам на проект кој го нареков Македонопис. Тој проект се состои од оживување на ракописите на повеќе наши заслужени македонски природбеници. Рацин, заслужено, е прв од сите со кои започнува. Нареден ракопис кој е веќе во завршна фаза и е, можам да кажем, оживеан е ракописот на Блажи Конески. Понатаму следува ракописот на Ацо Шопов, следува ракописот на Анте Поповски, следува Гане Тодоровски, понатаму Матеа Матевски и да не набројувам, имаме многу дејци кои заслужуваат да тие ракописи бидат оживеани и да останат за нашите генерации. Сакам да објавам и да се заблагодарам на општината Делес дека фондот Рацин го подарувам на општината и заедно со општината фондот ќе можете сите да го преземете и бесплатно да го користите за вашите проекти. Фондот ќе биде поставен на страницата на општината, а имате достапен и тука линк од кој можете да го преземете фондот и се надевам, искрено се надевам, дека ќе го употребувате за проекти кои ќе ранат душата, кои ќе бидат така благородни како што беа песните на Рацин. Рацин кој го символизира овој град, Рацин кој преку неговата душа, преку неговите емоции ги пренесува на некој начин и емоциите на неговите сограѓани и неговиот рез. Ви благодарам за честа и ве повикувам да ја разгледате.